Здраво, хаваја! Пак се враќаме од Австралија. Лайф тука во Битола. Тука е многу beautiful, lovely. Луѓето се многу warm, топли и ни дават многу love, како се вели, љубов, Многу сме епе, што сме овде и чудно, све е исто. Откако заминав неја, исто е. Ништо не е сменето. Како? Никаков change нема. Дури шпицата е иста. Секој епизод иста шпица. Ајде турнија шпицата. Турнија. Замисли да си ојде негде 20 години, 30. Еден век цел да си заминат негде, цел живот да одживе. И после 100 години се враќаш назад, да си виш корењата кај ти се, виш од кај имаш тргнато приказна. И пример на тие што се родени во странство не му е толку многу вау моментот, пошто на друго место се родени. Растени се со друга култура тамошна некоја, без разлика што дома македонски се збора, без разлика што истите табиети ги имат ти родителите македонски таму што ги имат родителите македонски тука. И тоа ми е потврдено од австралијанци, не од македонци. Ке ви раскажам и за тоа. Значи се е исто, ама друга средина таму. Луѓе други, комши други, деца на училиште други. Нормално дека ќе ја примиш таа култура и таа ќе ти е поблиска пошто во неа си расте. Ма затоа нови што се барем малце, барем некоја година седени тука, што го имат видено со своји очи место и местото од кај што се, кои ќе се вратат по 100 години, тоа е за нив батуле. Не можам и да замислам која е чувство. Реално правиме муа. И ќе се спремат години да дојдат, ќе се спремат, ќе се кренат цела фамилија. Тоа ќе се раскажуват приказни од таму времиња. Вака беше, така беше, ова имаш, ова немаш. И ќе тргнат од таму, ќе патуват времиња, ќе дојдат тука, ќе стигнат во родниот град или родното му село и кој ќе видат, што ќе видат. Куќата партал, што е нормално, ако не се грижи никој за неа, каква да биде. Улиците партал, што е нормално, ако не се грижи никој за нив, што какви да бидат. Системот што го стајле назад, што избегале од него да речам, го нема. Сега има истагова малце полош систем. И не можат да си значуда што ги имава. Делат како може, море 30 години не сме тука, се враќаш, се е исто, па може да и бетер. Ава не на австралиски бетер, на наши. И нема врска, ќе одат, ќе си го видат родното место. Автоматски тука мора со сите роднини да се видат, пошто знаеш како, 30 години се немат видео, не се ни познават меѓу себе поќе. Ама идиш од странство, од некаде од печалба да не речам. Воспитани македонски, знаеш, одиш негде, носиш нешто исто како што носат кокида. Дора душа нашите кои ќе одат натаму за на печалба не носат ништо. Чекат да ги сместиш и да му најдиш работа за да сработи. Ма нема врска, пример велиме се. И тука кафиња, мафија, некое доларче, ова, она, ти реков ми рече, адето е тако. Баш кај да не е адето таков, кога ќе дојдиш од таму тука бе видиш што се дешава и си речиш дај да му дам некое доларче, ова не знам што се дешава. Исто јако е што сите средби со роднини почнуваат многу весел. Кај си браче две. Абе гушкање тука, што да ти кај се немаме од деца до солзи да ни работат. И ќе седнат нама са тантара пантара и за ниедно време муабето од убајни се врти на нашето тешко секојдневие. Многу тешко е овде, бе. Не знаеш ти, вие заминавте таму, си го средивте животот, вие гајле, ние овде што ќе прави. Катастрофа. Значи дурне му си спожалиш на некој што е дојден од странство колку не чини овде, не била средбата, пошто тие од што му беше убо овде, зато има тргнато по светот си го барат чаре. Сега се разбери, овде е супер. Значи како што можеш овде лабав живот да имаш, не знам дали можеш негде во светот да имаш. Само малце некој работи да твикниме, малце да ги поправиме. Некој така ситници да не речам. Што може да никогаш нема се смеама да пробаме. И топ ке ни биде. Али добро, нема врска. На крајот на денот, кој ме прашва, бе брат? И тука одма почнуваат жалби, чуда, ова, па до плачење, после па сеќавања, па ова, па она. И ќе дојдеш, ќе се видиш со сите еднаш, и после тоа ќе размислиш дали ќе дојдеш па да се видиш или ќе си поѓудиш другиот пат кој дојдеш, ама нема врска. Откога ќе се видат со сите роднини, после тоа обавезно мора се посетат најиконските македонски места. Широк сока, Пелисте, Тумбе кафе, ќе влезат во зоолошката кај нас, ќе речат шо е ова, кај не знаеш какви зоолошки има, шо е ова. Згрижени 2-3 животни, и тие не згрижени, ама нема врска. А после до Охридјот да си скапат таму, пошто ти учени на вода се ме сваѓа. Па го се фамилија со помали деца, па то чеши ти да ги слушаш. Мам, ќе се врла in the water, а це немој, ако судеш татко ти ќе тотепа, пази шарко. И то го прати родители со повозрасни деца. Арно, ама позадината е друг. Тие повозрасните деца обично не знаат, ама го се полнолетни. И ако дојдат во Македонија со родители, значи не постои
постои родител македонец назад во Македонија со полнолетни деца што не пробал да ги ожени да ги омаѓа. Значи не постои македонец родител што не пробал да му најди македонец зет или невеста македонка на деца. Јас стварно не знам што си мислат луѓе. Мислам добро факт е дека имаме убави луѓе овде. Мислам општо со убави вредности ја речем. Ама исто толку ги имаме тука колку што ги има сегде во светот. Се останато е како исто што останато во свет. Малце доцниме ние овде, ама и кај нас дојдат тие време. Што мислиш ти ако дојдеш тука било која или било кој да одбериш и готово одма го погоди? Абе нема проблем. Знаеш како нема проблем? Немам да ти објаснам колку нема проблем. Знаеш колку луѓе си имат попарено море. Деме ќе одиш таму од македонска фамилија, го ќе земиш сега и на невеста. Еден зет кој ќе земиш, абе мет. И откој ги поминат сите места ова, она и одма тука почнува роднините и терат да му барат некој за децата. Децата ги пуштат, тојте излегвајте, најдете нешто. Демек сега го ги најдат кој се готово. Не знат оти тука имаме категории на луѓе што одва и чекат таква шанса. Не знам како ги викате во другите градови. Кај нас тие луѓе пасоши ги викаме. Значи ја дојди лето, категоријата на луѓе пасоши ја отварат сезона, се дотерва, се намирисва, абе се ќе напрат море, се што можат, што е во нивна моќ ќе напрат да бидат најпривлечни можно, да бидат најсредени, да бидат сегде во секое време, секогаш и ќе чекат, ќе демна. Се ќе речи што ти ги викаш пасоши луѓето? Оти за пасошо барат жена или маж бе брат. Ќе не барат да се заљубат или да е убав или нешто. Не е то битно, битно е пасошо да го фатат да заминат од тука, да си го барат чаретот по светот, па дали ќе останат мажени женети не му е гај. Па уште ако се погоди финансиската страна да му е подобра таму. Убајна. Е сега кај мажите што барат пасоши и кај жените што барат пасоши малце е поразлична игра. Мажите како мажи пак мора да се покаже. Значи да е кабил кредит ќе крени, ќе најди некој чупиње од странство, негди тој ќе почне да ги части, демек тој тука бе ти не знаеш кој е тој. Ама ну се седиш и ти госпо. Ако бидни работата супер ќе го отплаќа таму некој друг кредит. Ако не бидни тоа брат, ќе си отплаќаш кредит. Или па има некој ќе барат преку роднини, преку аха слушнав на овај комшивката, на онај сестра му, брачеда му дојде така натаму. А кај жените полесно. Жена се што треба направи да се нашминка, да се стегни малци и да излезе. Пасошо сам ќе си дојде. Иш да не се секире. Е само може и нема Бред Пит да дојде со пасошо, ама пасошо ќе дојде сигурно. Не мора ни да се мачи, ни да лови, ни да бара, не, тие ќе ловат, не, ич не е проблем. Дали е висока, дали е каква сака нека биди, не е проблем. Тие се дојдени оттаму, тука кај што се далеку поевтино оттаму, кај што скоро никој не ги познал и дојдени се да си поминат у бајн. Ќе одат во некој клуб, ќе се направат питулица и после тоа, ако сака гремлин од пештера нека му излези, нив супер ќе му биде. Колку луѓе си имат зафркнато така. Ама па немам да речем, има и луѓе што си имат најдено среќа. Не можеш да знаеш среќата кај ти. Ама битно родителите кои ти запнат да најдиш некој македонец или македонка, тоа е чудо некој. Имам прашвано, оти инсистирате толку, зошто? Не знаеш, таму шо нема? Раси еден тон. Ко не баре човечлукот во расата или во бојата. Демек ние тука дека македонци сите сме цвекиња за мирисање. Не сме бе батуле, аз ќе ти кажам. Ич да не се возбудвате, да не си клавате на глата такви маги. Имаме убав народ. Не викам не. Ама дека ќе дојдеш и баш убав човек ќе погодиш, не знам. Таму се све измешано. Мешани се ја. Не знаеш кој е шо е. Пошто тука малце народ има поминато робство, чуда ова она и ние сите знаеме кој сме, шо сме, нема проблем. Али добро, не можеш да знаеш кај ти е среќата. Јас ви викам пробајте си се. Оти дур не пробаш, не можеш да знаеш. Па и да не биди работата никому ништо, така. Напред Австралија со времето шо ема врска. Еднаш, два пати, три пати ќе бидни една. А и убо е кога ќе се прават свадби, весело. Убо е за економијата, за музичарите убо. Значи од мене имате изим за музичарите, тоа убајна. Оти кога ќе почнат странски валути вака во воздухот да се движат некако музиката поинаку звучи одма. Одма го гледаш дувачо го кревато, кларинетчето мислиш зурла, мислиш шишето го крена сега го ќе се напие. Убо е да има свадби, само пазете кој земат. Пошто кој што ви кажувам, пасошите таму се негде ведемна. Особено жените, човеч. Знаеш, мажите толку многу не одбира. Че тој може и лепотанда и сите марифети, ама ако му е битен пасошо, не му е многу битно кој зема шо зема. Битно му е да земи да замини негде. Ама затоа има жени што имат стандарди. Ти се молам, да нема да земи кој било. Не може зето да е некој неубав или некако. Треба да е убав, богат, висок, од странство, субај коли со поке куќи, да му купува работи, да ја гледа, да ја негува. Значи тој треба се да има можно, и млад, и убав, и висок, и згоди све. Полн ко брод со сите марифети. А там може да е како Голум од Lord of the Rings, со 3 декади поминати тук. Ни работа, ни сабота, ни ништо, ме сваѓаше, ни јајца не знам ти спржи. Ама то не смеш да го речеш јавно. Оти кој си ти да осудваш, да критикуваш? Ти ако осудват, ако судат каков си, шо работиш и така натаму, то нема врска. То не е судење, то е стандард. Ама ти ако го речеш, то не е стандард. Шо би се рекло популарно по телевизиите наши? Војни аршини. Тие се тие
дупли стандарди. И зато многу често кога ќе приметиш пасоши по клубовите или ми ти чупиња шо барат некој со пасош, многу често можеш да заприметиш повозрастни дами. Мислам, добро, има некои повозрастни дами што регуларно си барат мажи, стално се излезени така натаму, тоа е окей. Ама има некои што специјално излегват кога ќе дојдат пасоши. И то се приметва, бе, батуле, не од километар. Од Австралија се приметва. Само што како што реков, кога ќе дојдат екипа од Австралија, го влезат во клубот и кога ќе свати дека пијачката е 1 евро, 2 евра, што е да не претерам 10-20 пати помалце од таму, одма нарачва шише за него, шише за него, шише за него. Келнеро му допишва уште 10 чишиња нормално, пошто што му е работа, така крај тој да земи некој динар, не правите така. Што има врска кога ги кради луѓе? Ама па ти дојдени се од негде има ти што се секире. И се напрат питулица после и голум да му дојди лепотица ќе му биде. Макар што добро денешно време знат да се средва. Ама па ти што збор? Пилери, милери, затегнувања, обтегнувања. Море уши се лепат, море се крата, чела се, абе што сакаш се прави море. Порано тоа само богатите онаму по филмовите по Холивуд го прави. Денешно време сузе, ногти, трет профил, што сакаш ти прави. Само ќе ти скриви некогаш, не е битно, ама са. И ти што сакаш да ти е пари? Са се има чаре, само нека има паре. И мислам дека доста е ова епизода, да не ја прекардашиме многу. Ќе продолжиме наредната. Има муабет во тема. Така што останете ми со здравје, гледајте ВТВ телевизија и се гледаме пето. Поздрав!